Денеска е последна сабота во ова година и во ова тримесечие. Пред нас се овие символи, лебот и чашата, каде што малци подосна ќе учествуваме како верници, да се присетиме на она што се случило пред 2000 години. Но пред да пристапиме кон овие символи, би сакал да имаме едно размислување. Насловот веќе може да го прочитаме. Растне се. Секако човекот не може сам да се растне. Мора некој друг тоа да го направи. Но малце подолу во самата тема, браќи и сестри, ќе видиме што тоа значи кога Бог вели да се растнеме. Што Бог бара тогаш од нас да направиме, кога ние самите не можеме да се растнеме. Во покушај да предизвика внимание еден човек во светот, во 1973 година, и да ги луѓето поттикне за мир во светот, Патрик Тамао од Доминиканската република дозволил да биде растнет на крст пред илјадници телевизиски камери, гледачи и така натаму. Тамао едноставно имал 3 големи шајки прободено на двете раце и доле на нозете, на стопалата. Тој на крстот висел цели 48 часа. После 20 часа, поминати на крстот, тој барал да биде симнат од крстот, бидејќи добил инфекции. Дали на тоа не повикува Бог, браќи и сестри, драги присутни, кога вели да се растнеме? Дали треба ние да направиме некој дрвен крст и да побараме некој пријател да дојде и тоа да го сторе, зашто ние самите не можеме да се растнеме на крст? Исус на своите ученици еве што им кажал. Ајде да отвориме на почетокот Библијата во Новиот Завет, во Евангелието според Лука, во 9 глава, во 23 стих, еве што вели текстот. 9:23. Ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи. Подоцна, апостол Павле ова Исусова мисла ќе ја надополни, зашто можеби сите не ја разбрале. Некој си помислил дека треба сега да земеме еден крст, да го изделкаме едно дрво, да направиме во облик на крст, да го закачеме на вратот, на грбот и да го влечеме постојано. Апостол Павле еве што ќе дополни, не да го дополни Исуса, туку да ја малце да објасни ова Исусова изјава, кога читаме во Галатјаните, во 2 глава, еве овде што пишува во 19 и 20 стих. Значи, читам во Галатјаните, Павле ја кажува следнава мисла. 2 глава, 19 и 20. Зашто јас умрев преку законот и законот за да живеам за Бога. Со Христа сум растнат на крстот, а јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Интересно, и Павле овде не подсетува на тој крст и вели дека Павле се раснал со Христа на крстот. Зарем Павле го видовме на крстот таму? Подосно ќе читаме во Лука и ќе ги видиме тие 3 лица кои биле раснати на брдото Голгота. Секако бил Исус, централната фигура, и одлево и одесно 20 други разбойници. Од Христовата жртва, од времето пред 2000 и кусур години, браќи и сестри, некои луѓе покушавале да ја доловат, да ја доближат таа слика, таа сцена и да го доживеат тоа чувство, што значи да бидеш растнат на крст. Еве што се случило 1969 година, Даниел Ваша од Кенија ја присилил својата сопруга заедно со него да бидат растнати на крст поради гревовите на сите кенијци. Жената не сакала, се спротивставувала, но тој бил упорен и други луѓе ја зеле и ја ставиле на еден дрвен крст и ја растнале. Жената омалаксала, се вели во овој извештај, и подоцна починала, најверојатно од шок. Даниел бил спасен во последен миг од страна на своите соседи, но подоцна и тој починал од инфекција.
Браке и сестри, дали Бог бара тоа од нас денеска? Дали Бог бара една таква жртва, да одиме во една таква крајност, фанатизам е тоа, да бидеме раснати на крст? Дали е тоа што овде Павле го кажува во Галатјаните? Како да разбереме ова порака, кога Исус вели, земи го својот крст и тргни по мене? Кога ги пребаруваме Евангелијата, а ги има 4, сите 4 Евангелија зборуваат за Исусовото распнување. Сите зборуваат дека Исус бил распнат заедно со уште двајца злосторници, иако Исус не бил злосторник. Меѓутоа, само Лука зборува за еден од нив, од тие двајцата, дека се покајал. Другите Евангелија не го опишуваат тој настан. Само зборува дека биле распнати, меѓутоа ние малце ќе се задржиме на оној од десната страна, неговиот гест, неговото покаяние, неговата вера и прошката што ја добива веднаш од Исуса. Ајде да отвориме Лука 23 глава. Овде ќе биде сидрот, овде ќе биде подлогата на ова наше размислување и од тука ќе почнеме. Значи, отвараме Лука 23 глава. Има малце повеќе стихови, но имаме, еве, некоја минута и ќе прочитаме се оно што овде ни е потребно. Првин одиме во 32 стих од 23 глава. Еве го текстот. Значи, читаме Лука 23:32 и понатамо. Еве што кажува овде Лука. А водија и други двајца разбойници за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, тамо го распна него и злочинците, едниот одесно, а другиот одлево. Читаме сега од 39 до 43 стих. А еден од обесените разбойници го хулеше: зар не си ти Христос, спаси се себе си и нас. А другиот во одговор го укори: зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден? И ние сме праведно осудени, зашто го примаме заслуженото тоа што сме го сторили. Но овој не направил никакво зло. И сега уште 2 стиха. И рече Исусе: спомни се за мене, кога ќе дојдеш во Твоето царство. А тој му рече: вистина ти велам денес, ќе бидеш со мене во рајот. Овде, браќи и сестри, имаме двајца разбойници. Тие двајца разбойници ги представуваат две категории на луѓе кои ќе бидат спасени. Едни ќе бидат изгубени, едни ќе бидат спасени. Не затоа што тие спасените се светци, туку затоа што се покаяле, затоа што поверувале, затоа што го прифатиле Христа. Овие две групи на луѓе се вткаени во лицата на овие двајца разбойници. Спасени и изгубени, праведни и неправедни. Во ова споредба, Исус овде луѓето ги споредува и подосна со една друга изјава. Ако читате во Матеј 25 глава, од 31 до 46 стих, таму Исус спомнува животни, спомнува овци и што друго? Јариња, значи, или кози. Едноставно, повторно символично, две категории на луѓе. Спасени, кои се символ на овците, и изгубените, кои се символ на козите или на јарињата. Значи, едноставно, праведните се од десната страна, како овој разбойник што сликовито тоа ни го објаснува, и неправедните од левата страна. Во Библијата десната страна представува позитивно, не во она позитивно сега што ова кога во прашање вирусот, ако си позитивен, тогаш си болен. Не, овде во друг смисол. Позитивните се назначени со на десната страна или наклонетост. Еве во Псалам што кажува Давид 110:1. Еве ќе го прочитам за секунд, ќе го пронајдем и тој текст кај што овде тоа ни се нагласува во Псалам. Значи може да читаме 110 глава, стихот е првиот. Овде Давид тоа ни го покажува во својот извештај. Господ му рече на мојот Господ: седи одесно до мене. Кога Исус заминал од нашата земја, од која страна седнал до Отецот? Од десно овде вели. Седи одесно до мене,
додека не ги положам твоите непријатели за подножјето на твоите нозе. Очигледно, браќи и сестри, оној разбойник кој бил од десната страна ќе биде спасен. Може да најдеме многу такви изјави во Светото писмо, во Библијата. Но и двајцата разбойници барале спасение. И двајцата разбойници сакале да се симнат, да бидат симнати од крстот, зашто и они од левата страна што му кажуваше на Исуса? Ако си син Божи, помогни ни. Значи, тој имал желба да биде спасен. И тој имал желба да биде ослободен. Но, на жалост, погрешни методи користел. И денеска луѓе слават секакви слави. Го обожават Бога на разни начини, но не на вистински начин. И тие може би сакат спасение, но патеката што ја одбрале не води кон спасението, кон Бога. Знаете како оние крстозборки што ги решават во весниците, пронајди го патот. Тука има многу патишта, многу линии, само една линија ќе те однесе до крајот. На жалост, ѓаволот е тој мајстор кој знае многу патишта или патчиња да ни представи, мислејќи дека ете ние сме слепи духовно и не може да се снајдеме за да го пронајдеме вистинскиот пат. Овие двајца биле безпомошни. Овие двајца се наоѓале во присуство на изворот, во присуство на љубовта, во присуство на Спасителот, оној кој отварал очи, оној кој хранел, оној кој подигал мртви, оној кој правил чуда. И двајцата имале иста привилегија да бидат спасени. Таки, сестри, и ние денеска, како христијани, или целото ово општество има шанси да биде спасено. Сите луѓе имаат исти права, исти прилик или иста прилика да го прифатат, да поверуваат во својот Спасител Господ Исус Христос. Но, на жалост, тоа сите не го прават. Давид вели во 139 псалом во 7 стих следново: каде да одам од Твојот дух и каде да побегнам од Твоето лице? Не може да се побегне. Пишува пророкот, вели, ако се качиш на највисоката звезда, и од таму ќе те симнам. А ако се пикнеш во најдлабоката дупка или јама, и од таму ќе те извадам. И имаме примери во Библијата, сега да не ги спомнуваме, на луѓе кои тоа го правеле, кои сакале се сокријат. Знаеме каде Јона сакал се сокрие и каде бил сокриен, и од таму Бог го пронашол. Знаеме и за останатите патријарси и пророци. Но да се вратиме, браќи и сестри, на настанот горе на Голгота. Сега ќе одеме во Матеј и да видиме Матеј како ни ја доближува таа сцена, што Матеј забележал од своето перо, или кога тој го опишува тој настан во 27 глава од неговото Евангелие, читаме 44 стих. А исто така го навредува и разбойниците распнати со него. Интересно, и едниот и другиот го повредувале Исуса, го навредувале. И така додека го навредувале, додека му се исмејувале, кај едниот совеста почнала да му работи повеќе отколку на оној другиот. Тие сватиле дека животот го промашиле. Сватиле дека немат иднина, дека немаат надеж. Но кај оној од десната страна Духот Свети пошал повеќе да работи, затоа што тој се отворил, не затоа што тој другиот не бил сакан од страна на Бога, туку тој повеќе се затварал, а овој другиот повеќе се отварал и Духот пошал да работи. Едноставно неговото срце омекнало. Почнал да размислува за Исуса. Почнал да размислува за оној Исус. Се сеќава на она што тој го читал во Тората, дека ќе дојде Исус Спасител. Слушал секако за време на својот живот чудата што Исус ги правил. Тоа како на филм сега му се враќа во умот, таа слика, дека нахранувал гладни, лечел бедни и болесни луѓе. Го слушнал она што за време на Иро се случило. При раѓањето на Исуса били убиени многу деца во Витлеем и околните села. Се таа слика полека му се појавувала во умот и Духот Свети пошла да работи. Дури и еврејскиот историчар Јосиф Флавије
зборувал за тие неверојатни чуда што Исус ги правил. Кога Понтije Пилат го довел Варава Исуса пред народот, разбойникот сигурно, предпоставувам, бил во таа маса, во таа група на луѓе кои велеле расни го. Таа сцена, тие слики му доаѓале. Сега тој гледа кој е пред него, односно до него, дека е тој Исус, Спасителот. Народот викал, расни го. Тие мисли, тие зборови сега повторно му дошле во умот, кога Пилат рекол, што да правам со овој Исус, наречен Месија. Меѓутоа, најважна мисла која сега му се појавила во умот, знаете која била кај разбойникот? Она реченица што Пилат ја кажал во Лука 23:4 пишува: никаква вина не наоѓам на овој човек. И сега тој почнал да се тресе фактички, разбойникот. Од восхит, тука стои човек кој нема никаква вина. А ние двајцата сме, што рекол? Што каже овој од десната страна на својот колега? Ние сме праведно сме осудени. Зошто сега му се толку мајтапиш? Зошто го повредуваш? Па знаеш, таму слушнавме долу во масата кога Пилат излезе и кога го постави Исуса и Варава, она силна реченица кога Пилат рекол, новој човек не наоѓам никаква вина. Разбойникот, браќа и сестри, толку се напрегнувал да ги слушне сите воздишки Исусови. А Исус каква молитва се молеше? Татко, прости им. Зошто? Не знаеш што прават. Очигледно, уште повеќе неговото срце омекнувало. Уште повеќе неговата врата духовна се отварала за примање на Светиот Дух. Исус вели, татко, прости им, зашто не знаат што прават. Лука 23:34. Тој истиот разбойник од крстот ги гледа доле мноштвото луѓе, таму се и војниците римски. И што правиле со Исусовата облека, војниците? Што правиле? Фрлеле коцка. На кого ќе се падне дел, а Исус имал само една мала наметка. И сите слики, браќа и сестри, доаѓале пред лицето во умот на самиот разбойник. Се сетил и на оние зборови во Псалам 22:19, кај што вели, а лиштата мои ги делија меѓу себе и коцка фрла за мојата облека. Интересно, овој разбойник бил евреин, и тоа било момче како нашите деца што се учат во саботната школа. Учителките ги учат да бидат добри, да бидат верни и да го слушат Исуса. И тоа слушало за Стариот Завет. Сите приказни ги знаел. За Гедеон, за Самсон, за Мојсей, за потопот ги знаел. И сега тоа како солзи полека му извирале од очите. Во неговите мисли се појувале тие сцени и се враќа повторно назад во детското оделение, кога учителките или тие свештениците, учителите го учеле. И сега срцето толку му мекнало, што не можел да издржи, а да не каже она позната молитва: Исусе, смилуј се и за мене. Ќе ја читаме малце подолу. Интересно, браќи и сестри, доаѓаме до еден логичен заклучок. Долго очекуваниот Спасител или Месија е веќе раснат. Тој дошол да го исполни пророштвото, како што вели Библијата во Исаја 53 глава, во 5, 9 и во 12 стих. Ајде да читаме тоа пророштво кое се дословно исполнило. Сега овие двајца разбойници тоа го доживуваат во присуство на најголемиот човек, на Спасителот на овој свет, Месијата Исус Христос. Еве како Исаја 700 години пред да се случи ова сцена што сега ја опишуваме на брдото Голгота, Исаја тоа го запишал во 53 глава. Читаме неколку текстови. Први ќе го читаме 5. Еве што вели: за нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Читам 9 стих понатаму, еве го текстот. И му го одредија погребението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите. Иако не направи
nepravda, nito pak устата му изусти лага. И 12 стих вели вака. Затоа ќе му дада мноштво во наследство и со силните ќе го дели пленот, зашто сам се понуди на смрт и беше вброен меѓу злосторниците, за да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. Гледайте како пророштво е дадено, браќи и сестри, овде за нашиот Спасител Исус Христос. Вистина, Исус е тој кој тоа го поднел за нас. И кога ја читаме книгата Големата борба, исто така се зборува за настаните, за луѓе кои го дале својот живот ради распнатиот Христос, мислам во средниот век. Меѓутоа, кога отвараме книгата Копнежот на вековите и кога ги анализираме овие настани, еве што кажува овде текстот, односно во книгата Копнежот, на страница 653 страна. Светиот Дух го расветлил неговиот ум. Сега зборувам, моите мисли се кај оној од десната страна, разбойникот. Зошто тој бил другачи или поразличит од оној од левата страна? А двајцата били исти. Злосторници, убийци. Имале казна смртна и ќе умрат и двајцата. Раки се си тоа сакам да го нагласам. Ако ние го прифатиме Христа, а сме направиле злочин или злосторство во општеството, за тоа ќе страдаме. Затоа ќе биде може би осудени. Ако мојот живот или ако сум употребувал таква храна или нешто што го наштетува мојот живот, може би јас ќе умрам од рак или од некоја друга болест, што не мора да значи секогаш. Но тоа не значи дека нема да бидем спасен. Ако се покајам, ако верувам, ако искрено го следам Исуса Христа. Дали разбойниците ќе умрат двајцата? Ќе умрат секако. Па Исус умира. Значи, тој од десната страна, иако ќе биде спасен според сите сознание што ги имаме, не веднаш во смртта тој не бил спасен, меѓутоа Бог ќе му даде прилика да воскресне во часот на Христовото второ доаѓање. Но ајде да читаме како бил тој човек. Светиот Дух го расветлил неговиот ум. Духот Свети сакал и умот на тој од левата страна да го расветли, но неговиот ум бил затворен, запечатен. И малку по малку доказите се соединувале. Во Исуса, ранет, исмеван и растнат, го видел Божето јагне, кое ги зело гревовите на светот. Кога ова безпомошна душа што умирала, му се предала на Спасителот, кој умирал во нејзиниот глас била помешана надеж со болка. Исусе, сети се за мене, кога ќе дојдеш во Твоето царство. Веќе се си гледате, овој човек почнал да размислува. Истата привилегија и шанса имал и другиот, меѓутоа тој останал тврд, останал нем. И двајцата биле криминалци. И двајцата на почетокот биле исти како она група на луѓе доле. А што викале тие доле во подножјето? Што викале на Исуса? Зар ти си Месија? Спаси се себе си. И тие се придружиле. И двајцата викале кон таа маса која се дерела и го навредувала Исуса. Дури тие рекле, ако си Месија, спаси се, а и нас поведене со тебе. Ке бидеме тогаш на твоја страна. Меѓутоа, браќи и сестри, овој од десната страна малце бил подругачи, поразличит. Духот Свети, како овде што читавме, полека вели, го омекнувал неговиот ум, неговото срце станувало се помеко и помеко. И што му вели сега на својот колега? Пријателе, зар не се боиш од Бога? Ние сме овде праведно судени, читам во Лука 23 глава 40 и 41 стих. Ние заслужно ја примаме платата, казната за своите дела. Но овој човек не направил никакво зло. Од каде знае дека не направил Исус никакво зло? Разбойникот, браќи и сестри. Од каде? Па пред малку кажавме. И тој бил во она маса, во она толпа на луѓе, кога Пилат излегол на таа
govornica ili na toj balkon i koga rekao, jaz ne naođam nikakva vina, nikakov grev na ovoj čovjek. Tije misli povtorno mu se pojavile v umot i Duhov Sveti toga upotrebil v pozitiven smisel da čovjek odprimi pokajanje, odnosno proška na svojite grevovi. Преки сестри, да не изгубим од вид, како што спомнав, дека и двајцата сакале да бидат спасени. И двајцата тоа го посакувале, меѓутоа едниот одел до крај, а другиот останал на самиот почеток. И затоа овој човек вели, Исусе, сети се и за мене, кој ќе дојдеш во царството Твое. Овој човек, браќа и сестри, не бара правда, овој човек бара милост за себе. Тој знае дека ќе умре. И знаеме дека на злосторниците им ги кршеле колената, да предизвикат побрза смрт, зашто не смееле да бидат во сабота, да висат тамо на крстот, според тие нивни локални закони. Едноставно предизвикувале надприродна болка кај злосторниците, кај овие кои биле раснати за побрзо да умрат. Интересно, овој човек од левата страна вели, ако си ти Христос. Дали денеска тој збор, ако си, го слушаме и меѓу нас, поред нас, ако си навистина син Божи. Браќи и сестри, тоа како кажуваат луѓе кои немаат вера во Бога. Ако. Тој збор ако многу луѓе ги оддалечил од Царството Небесно. Тој збор ако многу луѓе ги едноставно оттргнало од спасението и отишле сосема на друга страна. Зборот ако е негација за личната вера. И затоа да не го користиме во тој смисол кога е во прашање верата. Многу луѓе во овој свет, како и разбойникот од левата страна, сакат спасение од своите гревови, но не и спасение од нивните гревови. Исус вели, ако не верувате дека јас сум, ќе умрете во своите гревови. Значи, ние треба да бараме спасение за своите гревови и прошка за оно што сме го сториле. Интересно, ова слика или овој извештај, браќа и сестри, за разбойникот на крстот е мала слика за планот на спасението. Овде, во неколку кратки стихови, ако отвориме, значи, во Лука, таму, 23 глава, ќе видиме неколку работи. Број 1. Првин, тој го видел подигнатиот Исус. Го примител дека тука е поред него. Едноставно, Исус вели во Јован 12:32. А кога ќе бидам подигнат од земјата, сите луѓе што ќе направам? Ќе ги привлечам кај себе. Гледате, тој човек го примител подигнатиот Исус, дека е тука поред него. Второ, тој поверувал во Исуса Христа, во јагнето Божие. Трето, тој се покајал и ги признал своите вини или својата вина. И затоа вели во Лука 23:41 вели на својот колега, ние сме овде праведно осудени. А овој на Исуса да можел раката да испржи, тој би ја испржил толку колку што бил долг. Но не можел, бидејќи била закована. Но очигледно со очите тој кажува, а ово Исус нема никаква вина. Ние сме овде, колега, праведно осудени. Четврто, овој човек јавно сведочи, иако го исмејува другите, па и неговиот сам пријател го исмејува. Може би тие зборови ги слушали и другите луѓе кои биле поред него, но тој не се срамел за Христа. Тој вели, Исусе, сети се и за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. Пето, тој молел за прошка. Исусе, те молам, сети се. Шесто, и тој сочувствувал со Исуса. И тој ги поднесувал тие маки што Исус ги поднесувал. И седмо, и тој умрел со Христа и во Христа. Преки сестри, таа молитва, Господе, сети си за мене, треба и ние да молиме почесто. Не затоа што Господ нема се сети за нас, но на Исуса, на Бога му е мило, кога ние ќе молиме и ќе кажеме, Исусе, сети си за мене, помогни ми, биди милостив на мене грешниот. Истина,
ova molitva na ovoj razbojnik, braće i sestre, je molitva koja dneska dopira do iljadnici, do milioni čovječkih srca. Da li nije ke go prihvatime Hrista? Sите nije sme rastnati od grevot. Zato i sama ta tema nosi naslov Rastni se. Svekako grevot je toj koji ne rastnuva, koji ne odalečava od Boga. No zato Hristos so razšireni race ne povikova site nas. Dojete kaj mene, site koji ste umorni i natovareni, jaskeve ki vi dadam odmor. Interesno, ovaj čovjek, iako ne bil preto obraten, сега се обраќа на крстот. Неговото обратување ќе предизвика домино ефект, уште други луѓе ќе се обратат. Кој се обратил на крстот, односно на брдото Голгота? Сеќавате за оној римскиот капетан. Еве што пишува, само се подсетиме во Марко 15:39. Интересно, ова сведоштво на разбойникот од десната страна ќе предизвика потик, размислување на еден човек кој бил страф и трепет во римската војска, бил едноставно капетан, имал предпоставени и починети војници. Овде во 15:39 во Евангелието според Марко, еве го текстот, еве што пишува. Ако го виде стотникот или капетанот кој стоеше спроти него, спроти кого? Спроти крстот, спроти разбойникот или разбойниците, тука е во првата линија да се воспостави мир и ред, зашто имале дојава дека евреите ќе направат бунт, ќе го симнат Исуса од крстот, па тој подосна ќе нареде Пилат да се запечати самиот гроб. Едноставно имале дојава дека ќе направат востание евреите. Варава е сега слободен, може повторно да ги организира оние со кој управувал. Но тука е капетенот. Тој стои и текстот јасно и гласно сведочи, односно Библијата кажува 39 стих, еве ќе го читаме целиот. Ако го виде стотникот кој стоеше спроти него, дека така издивна рече, навистина овој човек беше Божи син. Веќе сестри, спонтанното обраќање на разбойникот на крстот ќе предизвика домино ефект во позитивен смисол и овој капетан ќе поверува, јавно ќе ја каже таа своја реченица и тој ќе поверува во Исуса Спасителот. Исус и на смртта сведочел, браќа и сестри. Исус и на смртта обраќал луѓе. И денеска тоа се случува. Кога некој наш ќе почине верник, ние одиме таму, доаѓаме, проповедаме, се молиме, пееме кај што може. И тоа е големо сведоштво. И самите сте вие сведоци. Овие денови кога братот го испративме, имаше доста луѓе, слушаат. Не знаеме кое семе на кое срце ќе падне. Не знаеме Духот Свети кого ќе го потикне во кое време. Имам искуство од минатото кај што луѓе се обратили на гробишта. Зашто таму на гробишта мртвите ни ги отварат очите нам живите, браќи и сестри. Тоа ние не го сваќаме додека не отидеме горе, кој ќе испратиме некој наш мил и драг, дека сите сме овде гости. И затоа секој ден треба да го живееме онака како што Бог сака. И затоа, еве, да превршиме со ова наше размислување. Интересно, крстот е многу важен. Не како фигура, како нешто кое треба ние да го крстиме, туку како символ. Крстот е символ на христијанството, кај што Исус бил растнат. Ние не го обожаваме крстот, туку го обожаваме оној кој висел на крстот. Полицаецот Петер Оханол една ноќ патрулирал по улиците на градот во северна Англија. Отеднаш слушнал таму во далечината како плаче некој. Се приближил и видел дека тоа некој мало детенце, кој се изгубило. Седе на клупата и плаче. Му се приближил полицаецот и му рекол: "Сине, што правиш тука?" А детето рекло: "Се изгубив и не знам да се вратам дома. Ве молам, чичко, помогнете ми." "А каде живееш? Која е твојата улица?" Запрашал полицаецот. "Не знам," одговорило детето. Полицаецот потоа почнал да набројува
Razni ulici, razni marketi, razni beležiti zgradi koji se v gradot, belki deteto ke se seti. No nikako deteto ne moželo da se seti kade žive. Bez uspev. A potom se setil na nešto. V centrot na gradot postojalo crkva, golema crkva so golem bel krst, koji gi nadvisoval site okolne zgradi, kada što moželo da se vide celiot grad. I mu predložil policajecot na deteto, da li bi sakal da otida tamo i da se kačat gore na ta kupola, na toj krst. Deteto pošlo da se radova. Osmeh na liceto mu se pojavilo i reklo, da, čičko, može da otideme. I kada se kačile gore, deteto pošlo da vrti su svojite oči i su svojita glava naokolo i rekao, eve, tamo je moja ta kuća. Braki i sestri, nije niko još nema da go pronajdeme patot za nebesni od dom. Ako naše to patuvanje ne započne od krstot. Ako naše to patuvanje ne započne od krstot na Golgota, ke bideme izgubeni, ke plačeme tamo na svojata životna klupa i nikoj ne ke možda ni pomogne. Zato deneska je vreme koga povtorno da dojdeme kaj krstot. Tamo kaj što razbojnikot od 10. strana dobil spasenije. Tamo ne samo mu bilo veteno spasenje, to i ke go dobije spasenije to, sve kako v onoj den koga Isus ke se pojavi na oblacite. Samo kaj krstot na Golgota je našto spasenije. Tamo je toj znak koji sigurno ke ne nasuči kon večni život. Tamo na toj kamenit rit, nadvor od Jerusalim, skoro pred 2000 godini, trojica zatvorenici bile ubijeni. No postoji golema razlika. Jedan od njih umrel na grevot, drugi od umrel vo grevot, a tretji od umrel za grevot. A Hristos umrel za kogo? Za tvojite, za mojite, za našte grevovi. Nam deneska ni stoji na raspolaganje prilika i odluka. Da bideme tije koji ke birame, da li ke bideme v grupata na onoj od levata strana, na razbojnikot ili od 10. strana. Gospod neka ni pomogne. Gospod neka ni dade sila. Da se rastne naše to jaz. Site naši grevovi da gi stavime na toj krst, kaj što Isus gi ponel tvojite i mojite grevovi. I koji ke dojde Isus jedan den ke kaže, dobri i verni slugo. Si bil veren vo malku, vlezi vo radosta na moj od Gospodar. Neka moj slava na golemi od Bog. Amin.